Почитувани гледачи, вие ја следите емисијата Настани кои ни престојат. Ова прва тема за вечерва, која ќе ја проследиме, носи наслов Престојна криза, предвидена или страшна. Дали сте понекогаш посакале, почитувани гледачи, да отидете на некое атрактивно место? Како, например, да отидете и да го посетите местото Малдиви. Може би сте посакале да отидете во Јапонија, да ги посетите прекрасните планини на Фуджи. Може би сте посакале да отидете или пак во Грција, да го посетите местото Санторини. А некој од вас, ако е љубител на дворци, може би сте посакале да го посетите дворецот кој се наоѓа помеѓу Германија и Австрија, дворецот кој се вика Нюшвастен. Слично прашање му било поставено на еден млад наставник од неговиот богат братучет. Каде би сакал да замине на годишен одмор? Не требало многу долго да го очекува одговорот од овој млад наставник. Тој веднаш одговорил дека посакува да отиде во Швајцарија. Совршено, ајде да одиме, веднаш му се јавил неговиот богат братучет. Би сакал да одам, но не можам да си дозволам, одговорил наставникот. Не е ни потребно да размислуваш многу длабоко, мој братучедо. Јас ги плаќам сите трошоци. И навистина започнала таа чудесна подготовка и авантура за наставникот, неговата сопруга и неговиот богат братучет. Следните неколку недели били исполнети со ревносно планирање. Тоа планирање, сушност или патување, требало да трае 3 цели седмици. 3 одлични недели на истражување на прекрасните Алпи, уживање во убавината на Женевското езеро, низ ливади покриени со прекрасни диви цвеќиња и шопинг во прекрасните планински села. Би било незаборавно и нешто што никогаш не би го заборавиле. Но овој млад брачен пар, почитувани, имал еден мал проблем. Брачниот пар ќе мора да ги остави своите 2 мали деца, 4-годишно девојче и 2-годишно момче, од кои никогаш дотогаш не се разделиле. Тоа била многу тешка мисла за наставникот и неговата сопруга. Утрото кога требало да заминат за Швајцарија, наставникот ја зел својата ќерка во своите раце и се објасни дека патувањето ќе трае само 3 седмици. Се разбира, тоа мало девојче воопшто не можела да го разбере тоа огромно растојание или времето кое ќе поминат пред тие повторно да бидат заедно. Но таа сторила најдобро што можела да го убеди својот татко дека се ќе биде во ред. И тој направил од своја страна што можел повеќе да ја убеди дека тоа одвојување ќе трае кратко и дека повторно ќе бидат заедно после 3 седмици. Ќе се вратиме душо, рекол таткото. Кога ќе се почувствувате осамено и кога ќе ви недостигаме, само обидете се да се сетите на нашето ветување, дека ќе се вратиме и тоа наскоро. 2 дена подоцна тие пристигнале на своето одредиште. Од третиот ден, па сите други денови, тие ги искористувале или ги користили тие денови за посета на сите замислени атрактивни места. Од третиот кат на една убава куќа, тамо во Швајцарија, тие ги гледале и уживале во прекрасните убавини кои им престојувале, односно кои им биле пред нивните очи. Алпите, цвеќињата, убавите куќи, едноставно се оно што го замислиле, тие го виделе и постигнеле. Деновите биле исполнети со одмор, разгледување, шопинг, релаксација. Навистина, тој ден, односно тој одмор бил прекрасен. Но само едно им ја расипувало среќата. Болката и разделбата била постојано присутна. Колку и да била убава Швајцарија, едноставно убавината не можела да ја покрие или да ја сокрие болката за своите деца. И на крајот, знаете што? Кој бил најсреќниот ден? Ден кога дошол да се подготвуваат за враќање повторно назад кај своите деца. Тоа била
срекна средба со многу преградки, бакнежи и смеја, кога семејството повторно прославило да бидат заедно. Овој пример, драги гледачи, ме подсетува на еден друг настан кој се одиграл повеќе од 2000 години наназад. Ова приказна не подсетува на еден болен момент, кога Исус прв пат им рекол на своите ученици дека ќе мора да ги напушти. Тој се обидувал, како што таткото се обидувал да ги убеди, да им објасни на своите деца, дека повторно ќе се вратат со мајката назад. Исус покушавал да објасни на ученици дека еден ден повторно тој ќе дојде и ќе биде со нив. И замислите, после оваа средба, Исус со своите ученици, Исус се вознесува на небото, заминува. Учениците радосни и срекни се враќаат назад во своите домови со чувство дека наскоро повторно ќе го видат нивниот учител. И затоа Исус ја кажува следнава изјава. Не само на учениците, туку и нам денеска. Да не се плаши срцето ваше. Верувајте во Бога. Верувајте во мене. Во домот на мојот Отец има многу места за живење. А да немаше, зарем јас ке ви кажев, одам да ви приготвам место. Кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас кај себе, за да бидете вие каде што сум јас. Наистина, почитувани гледачи, прекрасно ветување. Всушност, на учениците им значило многу ова Христово ветување. Дека повторно тој ќе дојде по нив. И кога тие се вратиле од местото на заминување, били исполнети со голема радост. Некој време, после Христовото заминување на небото, учениците го очекувале неговото враќање. Во секое време, во секој миг тие размислувале за тие Исусови зборови дека тој повторно ќе се врати и ќе биде со нив. Тие живееле со нетрпение, очекувајќи го тој посебен ден, ден на неговото второ доаѓање. И тогаш временскиот период почнал едноставно да влие на нивната трпеливост. Деновите на чекање се претвориле во недели. Неделите се претвориле во месеци. Месеците се претвориле во години. Годините се претвориле во децении. А Исус се уште не се вратил. И кога поминуло многу години, доцнењето на Христовото враќање едноставно изгледало неподносливо. Преку откривањето на иднината, нашиот Господ можел да им ги скрши срцата, ако на почетокот знаеле дека ќе помине долг период од неговото повторно враќање на оваа земја. Учениците, почитувани гледачи, сватиле дека наскоро ќе заврши нивното лично сведочење. И така еден по еден тие умирале, заминувале од овој свет. Со цел да го зачуваат тоа сведоштво и да направат извештај што секогаш ќе им биде достапен на луѓето на следните генерации, тие одлучиле да ги запишат своите пораки. Најпрвин Марко тоа го прави, потоа Матеј, Лука, Јован, апостол Павле и останатите писатели. Тие го запишале извештајот за Исуса, вклучувајќи го и она прекрасно ветување за неговото повторно враќање. Ако забележиме во Библијата, посебно во Новиот Завет, почитувани гледачи, може да кажеме дека навистина секој 25 стих во Новиот Завет зборува за Христовото повторно враќање. Еден библиски коментатор пресметал најмалку 1500 стихови во Библијата кои зборуваат или кои се поврзани со второто Христово доаѓање. Конечно, 60 години после Исусовото вознесение, апостол Јован или Јован Богослов добил едно прекрасно видение, откровение што ја разбудило надежта за скорото враќање на Исуса Христа. Ова последна книга во Библијата, Откровението, се фокусира токму на овие настани, токму на она што Исус го кажал пред да замине. Овие извештаи во последната книга се фокусираат на оние настани што ќе се случат пред второто Христово доаѓање. И така, Откровението постигнува две големи цели. Прво, Откровението ни ги открива, драги пријатели, плановите,
на сатанат. А откровението от друга страна ги открива и Божите планови. Така да кога ја читаме ова последна книга, ги откриваме Божите планови кои се за нас како луѓе, но од друга страна и плановите на сатаната. Откровението исто така го опишува чудесниот триумф на царството на правдата. Ајде да ги отвориме повторно нашите Библии и да прочитаме заеднички текст кој го наоѓаме во Откровение во 19 глава. Еве што пишува. И го видов небото отворено, и ете бел конј, и оној кој јаваше на него се вика верен и вистинит. И тој праведно суди и војува. Очите му беа како огнен пламен, а на главата имаше многу круни и напишено име кое освен него никој не го знаеше. И беше облечен во облека натопена со крв, и со името Слово Божјо. А небесните војски облечени во бел и чист висон врвеа по него на бели коњи. Од устата негова излегуваше остар меч, за да ги казни со него идолопоклониците. Тој ги пасе со железен жезол и ќе ја гази кацата со вино на јароста и гневот на Бога Вседржителот. Колку неверојатна слика, драги гледачи. Нема сомнение дека Јован бил охрабрен да ги каже и следневе зборови. Зборува оној што го сведочи ова. Да, ќе дојдам скоро. Амин. Да, дојди Господе Исусе. Вистина, ајде накратко сега, драги пријатели, да ги разгледаме накратко некои од настаните кои според откровението стојат помеѓу нас и доаѓањето на Исус. Ајде да ја приметиме и да ја прочитаме во ова прилика и ова изјава од пророкот Елена Вајт. Читаме, ние која знаеме вистината, треба да се приготвиме за оно што наскоро ќе се сруши на светот како сеопшто изненадување. Значи, овде Елена Вајт зборува дека наскоро ќе се случи нешто што ние треба да го знаеме однапред. А кога читаме Библијата, ние сме однапред информирани. Апостол Павле не предупредува со следневе зборови. Пред да читаме од апостол Павле, еве да прочитаме и текст во Откровението. И видов друг ангел, како лета среде небото, кој имаше вечно евангелие, за да им благовести на жителите земни, на секое племе и колено, јазик и народ. Тој зборуваше со силен глас: имајте стравопочит кон Бога и подајте му слава и поклонете му се на оној кој ги создал небото и земјата, морето и водните извори. Апостол Павле пак зборува во првото послание до Солуњаните во 5 глава, 5 и 6 стих следневе зборови. Бидејќи вие сте синови на светлината, синови на денот, ние не сме синови на ноќта, ниту на темнината. И така да не спиеме како и другите, туку да бидеме будни и трезни. Значи, ние која познаваме вистината, драги пријатели, треба да бидеме подготвени. И како што читавме пред малку во Откровение, овде Јован ни најавува таа слика, како тој гледа ангели. Всушност тоа се гласници Божи, тоа си ти и јас, кои треба да ја пренесеме ова вистина до срцата на оние луѓе кои се уште не го познават Господа. Вистина, кога зборуваме за тоа, едноставно и Елена Вајт го кажува следново во книгата Црти од животот. Оние кои искрено го сакат Исуса, можат да ги ценат ветувањата на оние кои најмногу копнееле за доаѓањето на Спасителот. Времето на доаѓањето се приближило. Време кога се надевавме дека ќе го сретнеме било близу. Се приближуваме кон тој миг со мирна озбилност. Првите верници се одмараа во сладка заедница со Бога. Никој кој ја искусил таа надеж и доверба не може да го заборави тоа драгоцено време на чекање. Световните работи воглавно беа одложени за неколку седмици. Внимателно испитувавме секоја мисла и чувство на нашите срца, како да сме на смртна постела и дека за неколку мигови, за секогаш ќе ги затвориме своите очи за земните работи. Овде, во овој цитат, во овој изјава, почитувани гледачи, Елена Вајт зборува за тоа време кога тие се подготвувале за Христовото враќање. Знаеме дека една група
во 19. век христијани, проучувајќи Библијата, едноставно дошле до тој миг дека Исус треба да дојде во нивно време, според некои пророштва што тие тогаш ги проучували. Меѓутоа направиле една грешка во тумачењето на пророштвата и Христос тогаш не дошол 1844 година. Сепак тоа било време на посветени христијани. Тие верувале дека Исус ќе се врати во тие рани 40 години во 19. век. Но на почетокот од 1840 година, како верници и припадници на движењето на Милера, се подготвувале за Христовото враќање. Еве овде во овој цитат Елена Вајт го опишува настанот, односно го опишува тоа чувство кој го имале тие верници во тоа време. Оние кои искрено го сакаат Исуса, може да ги ценат ветувањата на оние кои најмногу копнееле за доаѓањето на Спасителот. И навистина, тие верници во тоа време толку копнееле да се сретнат со Христа. Се подготвувале темелно. Со нетрпение го очекувале враќањето. Еден кројач во Филаделфија во тоа време на својот дуќан ставил надпис: овој дуќан е затворен во чест на царот на царевите, кој ќе се појави на 22 октомври. Подгответе се, пријатели, да го кронисате Господарот на се. Гледате, овие христијани толку биле предадени на тоа Христово ветување и тие, според тогашните пророштва кои ги протумачиле, верувале дека Исус ќе се појави тогаш на 22 октомври 1844 година. Меѓутоа, знаеме дека Исус не дошол. Некои подготвили доволно храна. Некои дури отишле во такви крајности, купиле оружје, се вооружале, мислејќи дека ете ќе им биде. Во тоа време луѓето сведочат дека купувале храна. Па и денеска голем број на христијани погрешно ги тумачат Христовите зборови дека наскоро тој ќе се врати. Некои денеска купуваат храна, некои денеска едноставно купуваат оружје, мислејќи дека треба да се одбранат. Некои верници ја најуваат својата надеж со огромни пароли. Во случај на вознесение, овој автомобил ќе остане без возач. Други пак носат мајци со слабо маскирани закани, како например обратете се или изгорете, десно или лево. И денеска има такви екстремни појави или екстремни христијани кои на таков начин го најавуваат Христовото враќање. Некои произведуваат медиумски емисии, од комедии до возбудливи филмови, се со цел да ги подготват луѓето за страв, покажувајќи ги едноставно можните ужаси од времето на неволја. Во текот на овие предавања, драги пријатели, во текот на оваа серија, ние ќе читаме тешки цитати, тешки библиски стихови, не со цел да се уплашиме, туку да се подготвиме и да бидеме информирани, да знаеме што не очекува во следната етапа или во следните етапи, кога го очекуваме Исусовото враќање, да не бидеме уплашени, туку да бидеме на време предупредени. Дури денес има христијани, адвентисти кои гледаат на престојната криза со голем страв. Така еден студент на академија непромислено едноставно рекол дека повеќе сакам да умрам отколку да живеам во време на неволја. А една домакинка исто така срамежливо еве што кажала: се плашам дека не можам да издржам. Такви изјави не треба да провејуваат во нашите мисли, драги гледачи. Зошто? Во тие последни денови, во тие последни часови пред Христовото враќање нема да бидеме сами. Исус ветил заштита. Исус ветил и рекол дека јас ќе бидам со вас до крајот на векот. Така да престојните настани кои ни престојат треба да бидат време и денови на подготовка. Почитувани пријатели, во наредното предавање ќе продолжиме со важните вистини. Но моја молба е нашите стравови да се претворат во вера, обесхрабрувањето да се претвори во мир во нашите срца. Во текот на многу векови Исус секогаш ги поддржувал своите следбеници во време на најголемата потреба. Следниот пат, во следното предавање, ќе разгледаме неколку охрабрителни настани
од Библијата што ќе не уверат во Божјата заштита, во неговата сила, во кризните времења кои ќе престојат и кои ќе се случат пред Христовото враќање. Ви посакувам секое добро, пријатно.